Најново издание на регионалните вести. Домашно куче му одгризало палец од дланка и му нанело повеќе рани на рацете на 40 годишен тетовец. Појавата на собственици кои ги шетаат кучињата без ремен и заштитна маска се уште е честа во Тетово. 40 годишен тетовец вчера околу 15 часот на улицата 146 во местноста Горни Арабат во Тетово бил нападнат и сериозно повреден од куче од расата Кангал. Како што соопшти СВР Тетово, движејќи се со своите деца кон семејната куќа, наеднаш врз него се нафрлило кучето и му нанело повеќе рани на рацете, а целосно му го одгризало и левиот палец на дланката. 40 годишен тетовец вчера околу 15 часот на улица 146 без број, поточно во местноста Горни Арабат во Тетово, бил нападнат и сериозно повреден од куче од расата Кангал. Додека со своите деца се движел кон семејната куќа, наеднаш врз него се нафрлило кучето кое било без надзор и контрола и му нанесло повеќе рани на рацете, а целосно му го одгризало, односно ампутирало и левиот палец на дланката. Повредениот тетовец во шок и неверување веднаш бил пренесен во Тетовската клиничка болница, извршени му се неколку хируршки интервенции и задржан е за натамошно лекување. Извршен е увид на местото на кое се случил нападот од кучето, разговарано е со повредениот и се преземаат мерки и активности за расветлување на сите поединости, како се случил нападот, кој е собственикот на кучето и за пронаоѓање на кучето. Со затоплување на времето зачести и појавата собствениците да ги шетаат своите кучиња по градските улици, особено во парковите и игралиштата. Граѓаните, а пред се родителите, се загрижени од можноста тие или нивните деца да бидат престрашени или повредени од некое куче, особено затоа што е голем бројот на миленици кои слободно шетаат без ремени и заштитни корпи на муцките. Ја бев во Чешка, ќерка ми таму живи, таму има кучиња колку сакаш и не ми е чудно мене. Што да ви речам? Таму ги носат со ремени, со маска? Со маска, има градинки за деца, има игралиша за деца, пише надвор забрането куче и ќе се закачи таму кучето и готово. Не влага натре куче. Тоа е многу лоша работа, меѓутоа кому да соли човек памет. Без маска, без ремен, па на крај крајева без најлонче за изметот да го соберат. Не е само шете и остави каде год ќе се најде. Тоа е неоправдана работа, меѓутоа нема кој да ги спречи. Зашто милениците сакаат многу работа. Не е само имај го миленекот. Како што не изјави портпаролот на СВР Тетово Марјан Јосифовски, оваа појава не е нова и ниту непозната на пошироките тетовски простори, а најчесто е присутна напролет и преку лето, особено во вечерните часови и пред се на улицата Борис Кидрич и најоколу спортскиот центар во Тетово. Минатата година во полициската станица Тетово биле пријавени вкупно 4 случаи на прекршоци против јавниот ред и мир, кои се заокружени со исто толку опомени. Според законот за прекршоци против јавниот ред и мир, за санкционирање на овој вид прекршок се предвидува глоба од 100 до 400 евра во денарска противредност против сите оние чии кучиња ќе престрашат или повредат некое друго лице. Доколку станува збор за посериозни последици, тогаш можат да се соочат и со кривичен поднесок. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до собствениците на кучиња кога ги шетаат во раните утрински или вечерните часови, задолжително да им ставаат маски на главите или да имаат надзор и контрола врз кучињата. Зашто кучињата неретко можат да исплашат или да нападнат некој друг граѓанин, што е спротивно на законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Според член 29 на овој закон, глобата за ваквиот вид прекршок се движи од 100 до 400 евра во денарска противредност. Тетово долги години се соочува и со проблемот на кучињата скитници, кои исто така представуваат опасност за граѓаните поради каснување или ширење на заразни болести. Годишно по десеттина граѓани се лекуваат од последици од каснување на куче бездомник. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени.
1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на РЕМ Шопинг центар. Брзината да се прилагоди на условите на патот апелираат од тетовската полиција во насока на превенција на сообраќајни незгоди. За несовесните возачи ќе следат казни. Неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, како и неправилно вршење дејствие се меѓу најчестите причини за сообраќајните незгоди кои изминатиот период се случија на подрачјето на Тетово и Тетовско. Според СВР Тетово, последниве години ова се пропустите кои возачите ги прават резултираат со сообраќајни незгоди. Од тетовската полиција појаснуваат дека поединци очигледно не ги почитуваат постоечките знаци, правила и прописи, кои се однесуваат на дозволената брзина во и надвор од населено место, со што најнепосредно ја загрозуваат собствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Дека ова е навистина така потврдува и бројката од близу 100 поднесоци изготвени во март, април и мај годинава за пребрзо возење. 85 од нив биле покани за наплата на глоба од 45 евра во денарска противвредност, а преостанатите се платни налози од 300 евра и времени забрани за управување од 3 месеци до 1 година. Станува збор за значително поголема брзина од дозволената. Ово и наредните 2 летни месеци во Тетово и Тетовско посебно ќе се контролира брзината и однесувањето на мотоциклистите во сообраќајот, па затоа уште еднаш се апелира до сите возачи да ја прилагодат брзината пред се кога се движат низ градските улици, зашто покрај парични за предизвикување сообраќајни несреќи со посериозни последици предвидени се и затворски санкции. Половина од возачите опфатени во последната контрола на сообраќајната полиција во Гостивар направиле некаков прекршок. Возеле без возачка дозвола, со истечена регистрација, не ставале сигурносен појас и слично. Полицијата најавува за честени контроли за да се намалат ризиците по безбедноста во сообраќајот. Седнувањето зад волан без возачка дозвола и натаму е проблем кој носи ризик по безбедноста на патиштата и улиците во Гостиварско. Сообраќајците периодов ке ги интензивираат контролите. Податоците зборуваат дека од почетокот на годинава на пошироките гостиварски простори биле откриени 235 поединци кои ги управувале возилата без положен возачки испит. Меѓу нив значителен бил бројот на млади до 25 годишна возраст, како и на повторници кои претходно биле фаќани како возат без дозвола. Во последната сообраќајна контрола спроведена во текот на вчерашниот ден биле опфатени 30 на возила. Полицијата констатирала 14 различни видови прекршоци. 3 лица управувале без возачки дозволи. 2 возачи не користеле сигурносен појас и немале потребна опрема, а имало и такви чии автомобили биле со истечена регистрација. Прекршоците биле заокружени со соодветни пријави, а 3 возила биле исклучени од сообраќај. Слични контроли ке следуваат и наредните денови. Целта е да се намалат евентуалните прекршоци и да се придонесе за воспоставување на поголем ред и безбедност на гостиварските улици и околните патишта, стои во соопштението на СВР Тетово. Градоначалникот на општина Гостивар Невзат Бејта е во 3-дневна посета на Исланд. Оттаму ќе се црпат искуства во врска со креирањето политики за родово одговорно буџетирање. Гостивар ке ги користи исландските искуства за родово одговорно буџетирање. Градоначалникот Невзат Бејта престојува во главниот град на Исланд, Рејкјавик, кој како општина е пример за добро креирање на политиките и буџетирањето врзани со родовата рамноправност. Целта на студиската посета е запознавање со одличната практика на исландската општина за родово буџетирање. Оттаму може да се црпат искуства за порамноправна распределба на средствата во согласност со економската и социјалната положба на населението во одредени региони, се вели во соопштението од Општинската служба за информирање. Општина Рејкјавик оваа проблематика ја има регулирано од 2011 година со одлука на Совет, а врз основа на закон за еднаков статус и права. Во Македонија родовото одговорно буџетирање е во почетна фаза на имплементација и акцентот е ставен на јакнење на општинските капацитети. Во рамки на 3-дневната посета на Исланд, гостиварскиот градоначалник ќе оствари повеќе средби со високи представници на тамошната влада.
Културно-уметничкото друштво Свети Сава при Српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, со интензивни подготовки пред нивниот настап во рамки на видовденските средби, кои ќе се одржат во петок во Грачаница, Косово. Ќе настапи со 10-минутна точка, имаат и своји представници за избор на најубава косовска девојка. U Gračanici koji svake godine i ove godine 26. se održava veliki festival. Во Грачаница, како и секоја година, така и годинава, на 26. месецов се одржува еден голем фестивал по повод Видовден. Нашето друштво, културно-уметничкото друштво Свети Сава, ќе биде на бината како и претходните години, а ќе се одржи и изборот на косовска девојка. Ние пријавивме 2 девојки и се надевам дека ќе биде убава манифестација. Оваа година велат дека видовденските средби ќе бидат особено интересни за гледање, но и за учество. Нам ни е важно да бидеме учесници на истата. Децата денес имаат генерална проба секако за да се представиме во што е можно поубаво светло и да покажеме што знаеме и умееме. Нашата точка предвидена е да трае од 7 до 10 минути, кога ќе изиграме македонски игри, се со цел да оставиме простори на останатите 20 на учесници, а треба и време и за изборот на најубава косовска девојка. До 1 до 2, значи да то заврши мало раније, значи 7 до 10 минута. Mi ćemo da igramo Makedoniju normalno. Во објавениот годишен извештај на Freedom House нации во транзиција Македонија и натаму останува во групата преодни влади или хибридни режими. Македонија беше деградирана на ова ниво во минатиот извештај на Freedom House. Демократијата според извештајот уназадува во Европа и Евроазија. Македонија продолжува да забележува пат особено во категориите изборен процес и граѓанско општество. При тоа се прецизира дека председателските и предвремените парламентарни избори во април 2014 година беа нарушени со провладени публикации во медиумите и пристрасност и злоупотреба на административни ресурси, што доведе до долготраен бојкот на парламентот од страна на опозицијата. Владата, како што се оценува во извештајот, продолжува да спроведува голем број позитивни институционални реформи, што ги бара Европската Унија, но загрижувачките случувања во последните неколку години ја доведе под прашалник посветеноста на владеачката партија во врска со политичкиот плурализам и транспарентноста. Во извештајот се забележува и тоа дека граѓански групи и спонтани народни движења беа против проблематичните владини предлози, вклучувајќи ги и оние за подкопување на независноста на универзитетите. Инаку од 7 земји на Балканот 4 забележуваат пад во демократските процеси, главно поради состојбите на медиумите и судството. Освен Македонија, меѓу нив се и Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора. Владините реформи и чекорите за борба против корупцијата и донесоа напредок на Албанија. Freedom House констатира дека напорите за демократизација во Европа и Евроазија се соочуваат со нови се повеќе агресивни напади од страна на авторитарните држави и други противници. Девојка на возраст меѓу 25 и 30 години попладнево се само запалила во градскиот парк во Скопје кај паркингот на ресторанот Балканика. Идентитетот на девојката не е познат. На лице место пристигнала брза помош, но лекарите не можеле да сторат ништо. Констатирана е смрт. Нема информации од кои причини девојката се решила на ваков чекор. Од МВР ја потврдуваат ова информација. Првичните резултати од локалните избори во Албанија покажуваат дека левицата освоила повеќе општини. Централната изборна комисија соопшти дека по преброените гласови во 35 локални единици, левата коалиција предводена од социјалистите на Еди Рама победила во 25 општини, додека во 10 десницата предводена од демократите на Љулјзимбаша. Во трката за прв човек на албанската метропола во која учествуваа 6 кандидати, во голема предност е социјалистот Ерион Велијај.
Еден украински војник е убиен во изминатите 24 часа, соопшти украинската војска, додека сепаратистите тврдат дека владините сили убиле тројца цивили во областите кои се под контрола на проруските сепаратисти. Портпаролот на украинската војска Андреј Лушенко денеска рече дека како резултат на борбите во изминатите 24 часа, еден војник е убиен, а 12 се повредени. Лидерите на самопрогласената Народна република Донецк пак велат дека тројца цивили се убиени од владините сили. Во меѓувреме во Париз подоцна денеска се одржува министерски состанок на кој ќе учествуваат министрите за надворешни работи на Русија, Украина, Германија и Франција, на кој ќе стане збор за состојбата во Украина и последните насилства и покрај мировниот договор. Неколку илјади луѓе синоќа излегува на протест во Ереван, главниот град на Ерменија, против покачувањето на цените на струјата. Демонстрантите беа спречени од специјалните сили со водени топови, под образложение дека нивниот протест бил незаконски. Струјата во Ерменија деновиве поскапе за 16%. Секој брод што ќе влезе во либиски води ќе биде мета на воздушен напад, изјави денеска официјален представник од меѓународно признатата влада на Либија, предупредувајќи ги европските земји. Предупредувањето дојде откако министрите за надворешни работи на Европската унија вчера се согласија да стартуваат поморска операција за борба против шверцери на луѓе, кои донесоа илјадници емигранти од Либија во Европа. Поморската операција на Европската унија во првата фаза ќе биде ограничена само на собирање информации за криумчарите на луѓе, бидејќи за поголем обем на должности треба да добие дозвола од Обединетите нации. Повеќе од 500 луѓе починале како последица на тридневниот топлотен бран кој го зафати југот на Пакистан, соопштија тамошните власти. Најголем дел од смртните случаи се во градот Карачи, каде температурата достигна 45 степени. Пред еден месец во соседна Индија исто така во топлотен бран починаа повеќе од 2000 луѓе. Здравствените власти велат дека илјадници луѓе се хоспитализирани поради топлотниот бран. Денес имавме сончево време. Утринските температури се движеа од 5 до 13, а дневните од 19 до 27 степени. УВ индексот изнесуваше 8. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време. Кон крајот на денот нестабилно со локален пороен дожд, засилен ветер и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 4 до 10, а дневната од 20 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Временската прогноза е последната информација за овие регионални вести. Пријатно!